некој од медиумите барам да се Не, после ќе се сниме. Вработените во детската клиника кои немаат земено плати од јануари протестираа пред Министерството за здравство, барајќи решение за нивниот работен статус и за останатите исплати. Рекоа барале состанок со министерот за здравство за да разговараат за нивните вработувања и платите, но не добила позитивен одговор. Одговор се уште немаат ниту од Министерството за финансии, пред кое протестираа минатата недела. Shefja e kabinetit dhe nuk e di kush kanë thënë që me problemin e juve kena mu marrë më shumë, pi të hanën java që filloi deri tash nuk kena asnjë informat. Ministri para 2-3 ditëve në një deklaratë tha që jena volontera, a ne faktikisht nuk kena nënshkruajt asnjë dokument që jena volontera ose diçka. Никакви договори. Значи ние сме идели, значи не е прв пат ова да се случи, значи години уназад се случило на пример да има закъснување на средства и други работи, али на крај на денот што се вика, па сме били исплатени, али сега ова е више претеризам и топката е префрлува од една страна на друга страна сега. Сепак за време на протестот беа повикани на состанок од министерот за здравство во просториите на министерството. По состанокот министерот Азир Алиу изјави дека платите не можат да се дадат ретроактивно, бидејќи тоа не го дозволува законот. Апелираше до директорите на јавните здравствени институции да не даваат ветувања без административна основа и да не создаваат лажни надежи кај работниците. Për fat të keq, këto të punësuar nuk kanë pëlqim pozitiv nga institucione shtetërore për shkak se drejtorat, rendi ashtu dhe administrata që drejtorat bëjnë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe pastaj ne në Ministrinë e Finansave me qëllim që të definohet buxheti për vitin fiskal. Do të definimi i buxhetit për vitin fiskal bëhet në janar, edhe ai zgjatën pastaj deri në 31 dhjetor. Edhe në 2026 ka pasur punësime në këtë klinik, nëse nuk gaboj kanë qenë 28 punësime të cilet janë mbuluar. Инаку директорот на Универзитетската клиника за детски болести Реджеп Мемеди вчера за телевизија 21 изјави дека клиниката се соочила со недостиг на персонал, поради што на крајот од 2025 година направила вработувања каде со согласност од Министерството за финансии ангажирала и медицински, административен и технички персонал со договор на дело, но според него во април 2026 година од финансија добија негативен одговор за продолжување на договорите. Инаку без работни договори, без плати останале околу 50 вработени во институцијата, каде поголем дел од нив повеќе не одат на работа, додека мал број продолжуваат со надеж дека ќе им се регулира договорот.